На 27. ноември оваа година Советот на општина Демиркапија ја одржа 26-та редовна седница на која беа разгледани и усвоени 8 точки од дневниот ред. По разгледувањето и усвојувањето на записникот од изминатата одржана седница се премина веднаш на работата на актуелната седница на Советот. Прва точка беше одлуката за приоритетен проект и поддршка на проектот за апликација. Со оваа одлука Советот на општината го поддржува како приоритетен проектот техничка документација за изградба на систем за собирање и третман на атмосферските и отпадни води во општина Демиркапија. Ова општина ќе поднесе формулар за пријавување по повикот од проектот градење на општински капацитети за спроведување на проекти, подготовка на проекти за локален развој за финансирање од меѓународните развојни фондови, фондот за техничка документација, финансиран од UNDP, потоа Шведската агенција за меѓународен развој СИДА и изработка на техничка документација за изградба на систем за собирање и третман на атмосферските и отпадните води во општина Демиркапија. Втората точка по разгледувањето исто така беше усвоена, се однесува на предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Демиркапија за текомната година. Со ова програма инако се врши дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во глава 5 поднесувани од локалната самоуправа, односно урбанистичка планска документација, при што се додава точка 18 која гласи изработка на лупит со намена Г2 лесна незагадувачка индустрија. Потоа се премина на третата точка која се однесуваше на предлог оперативниот план за дејствување во зимски услови на територијата на општина Демиркапија. По разгледувањето на четвртата точка од дневниот ред беше донесен заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Демиркапија за третиот квартал од текомната 2019 година, при што беше образложено дека реализацијата на приходите на буџетот на општина Демиркапија заклучно со 30 септември оваа година биле 75%, односно 85 милиона 33.000 денари реализирани, а расходите изнесувале 63% или околу 52 милиони денари. Петата точка од дневниот ред на најновата седница на Советот на општина Демиркапија исто така беше усвоена, а се однесуваше на решението за давање на согласност за финансиски извештај на јавното комунално претпријатие Бошава од Демиркапија. Седницата заврши со разгледување на барање на физички и правни лица, како и советнички прашања. Од член во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на јавното комунално претпријатие Бошава, Демиркапија по собствено барање беше разрешена Сонја Симонова од Демиркапија. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.